Џорџ многу сакаше да види вистински пингвин. О, ова е прекрасно. Поред. Ке не чекате на ова место во 9 часот, така? Така, запомнете, ако се изгубите, побарајте го светлото што трепка, за да го најдете патот за назад. Не грижи се, ако се загубиме, секогаш можеме да најдеме игло за да се застолниме. Не можете. Иглата се наоѓаат на Арктикот, а не на Антарктикот. Избери ја оваа страна за пингвините. Поред, но не оди премногу далеку, Џорџ. Ако видиш пингвини, јави ми се преку радиоприемникот. Еве вака. Ќе биде прекрасен ден. Здраво. Најдов пингвин. Всушност, тој ме најде мене. Многу палаво пингвинче. И љубопитно. Џорџ го пронајде пингвинот што го бараше. Џорџ беше толку возбуден што заборави да му се јави на човекот со жолтата шапка. Исто така заборави да гледа каде оди. Камерата беше отпорна на вода. Сега на Џорџ му беше криво што ја испушти камерата. Џорџ, каде си? Во ред, доаѓам, ќе те пронајдам. Џорџ? Џорџ? Uh-oh. Добра, Фока, те молам застани. Никако не можеш да управуваш со парче мраз. Колку голем кит! Мора да се тргнеме од вејавицава. Ене, она му има пештера. Се уште не сме добро заштитени. Се што можеме сега е да чекаме да помине вејавицата. Еј, Џорџ, вејавицата помина. Сега, кога Џорџ пак има камера, можеше да направи слики како што бараше професорката Вајзман. Види, па тоа се нивните гнезда. Вие го најдовте островот на кој што се размножува. Затоа не можевме да ги видиме досега. Одлична работа. Како ги најдовте? Така ќе правиме секогаш кога ќе одиме на островот.
Па прво треба мајмунот да ја испушти камерата во вода.